Гостин во Република ТВ е македонскиот режисер Антонио Митрикевски. На Манаки фестивалот на 19 септември се очекува неговата премиера со филмот Деца на сонцето. По пауза од 11 години на 19 септември на фестивалот Браќа Манаки ве очекува премиера со филмот Деца на сонцето. Дали сте нестрплив или имате позитивна трема? Па, нестрплив сум затоа што добро рековте еден долг период не снимав филмови. Работев повеќе на теоретски план. Напишав една книга, учебник за филм, 2 збирки, поезија, стихови и ете така се вратив после еден период на филмот. Фактички работев, али ете немав на некој начин, може би да кажеме, малку разбирање околу со филмската агенција. Пред неколку години така да едно сценарио со Филип Давид кој го работевме, Траги, беше одбиено. Мислам дека тука малку се повлеков и така во тоа публикување почнав да работам на повеќе на теорија. Али сепак еве добро е што доби проект во копродукција со Србија. Проект кој ќе биде во Македонија премиерно прикажан на Манаки филмскиот фестивал. Така да мислам дека ќе биде навистина прекрасна проекција. Ова е ваш трет игран филм по Преку езерото и Како лош сон. Сценариото е на Гордан Михич. Како дојде до соработката со овој култен сценарист? Па до соработката дојде со Михич, ја конкретно му се јавив навечер. Тоа беше, мислам дека полнок. Пред тоа разговаравме за заедничка соработка. Кога се вратив од Полска, од студија, беше одамна. И рече Антонио, ќе ти пратам едно сценарио. Има поезија во него, мислам дека ќе ти одговара. Ако не, ќе ти пратам уште нешто што имам, за да работиме. Двајцата сакавме да работиме. Он ми го прати ова сценарио. Ме бендиса. Нормално требаше да се направи адаптација која ја направи за Македонија. И така фактички почна таа соработка со Гордан Михич. Филмот треба да е една топла, љубовна приказна, со здрав хумор, со вера, со надеж, во опстанокот на едно семејство. Верувате дека семејството е нашиот корен? Апсолутно верувам. Мислам дека семејството е многу важна работа за опстанокот. Мислам дека фамилијата е тие крвни односи што ги имаме во фамилијата се навистина разбирливи за цел свет и секогаш е добро кога се обработува тема на фамилија. Во неја може да се видат малтене сите проблеми кои постојат во едно општество. Апсолутно. Проблемот на екзистенција, љубавните проблеми, врските. И на некој начин ме интересираше таа фамилија и опстанокот на таа фамилија, ни сите премрежиња кои поминува во овој период денешен, да го наречеме од посттранзиционен па се до денеска. Мислам дека успеавме во тоа, значи тие врски се покажани, вплотена е внатре една и љубовна приказна. Велите дека со овој филм нема да го направите светот подобар, ниту пак поопасен за живење, туку позабавен. Дали сметате дека светот, нашиот или вашиот микрокосмос, може да биде поубаво место за живење? Па, среќата, значи филмот на некој начин самиот наслов кажува Деца на сонцето. Што значи? Ние се трудиме да бидеме среќни, сакаме да бидеме среќни, во потрага сме по таа среќа. Пораката на филмот е во една реченица да даваме љубов, да даваме позитивна енергија, како што сонцето, нели, несебично дава, согрева од самото себе, така и ние да даваме љубов, без да бараме да ни се врати повратно. И фактички така со еден збор да бидеме деца на сонцето, да знаеме да опростиме
на крајот од филмот таткото опростува на својата ќерка и така завршува филмот со еден оптимизам. Музиката за филмот ја напиша Владко Стефановски. Тој се појавува и во филмот. Каков актер е Владко Стефановски? Владко е добар актер, се јавува на почетокот на филмот и се јавува и на крајот од филмот. Има, според мене, направено прекрасен текст за песмата во филмот, Деца на сонцето. Песма која навистина го на некој начин навлегува во самата душа на филмот. Многу сум задоволен, навистина, ќе чујат песмата како стои на филмот. Една сила е што не крева угоре и треба и детелина, сакаат виделина. Нема ниту сенки, кај што нема светлина и мразот не попушта без топлина. Иако главните улоги во филмот ги толкуваат младите актери, Кира Ѓуревски и Ивана Павлаковиќ, другиот дел од екипата го сочинуваат тим од искусни и одлични актери. Како тие се вклопија во пейзажите на Преспанското езеро? Па, доста автентично. Значи, филмот има една оригиналност, има една автентичност во својот визуален израз. Имаме двајца млади глумци, нели, како што рековте, и плејада на наши така попознати глумци. Сето тоа е добро вклопено во целата таа фамилија, од баби, дедовци, внучиња. А од друга страна има глумци кои глумат од другата страна на законот, да не кажем мафијата. Така да доста глумци има во овој филм. Има и натуршчици и глумците, јас сум како режисер навистина задоволен од нив. Сакам да ги поздравам целата глумачка екипа, како и целата екипа која работеше на филмот, од организацијата, продукцијата, уметничкиот дел. Сакам да го истакнам напорот што го вложи младиот продуцент Дејан Милошевски. На Дејан Милошевски му е ова прв игран филм, верувам ќе сними уште многу филмови, еден борбен, млад продуцент, со кого почна да работам прво на документарни филмови и ете, ни се отворија вратите за соработка во играни филмови. Преспа некако постојано вие вам во позадината кога ги во изборот за вашите филмови? Па, видете, не само преспа, него сум го користил многу Охрид во моите филмови. Мислам дека водата како елемент е навистина драгоцена за филмот. Тој одблесок на водата го споредува во преко езерото душата на главниот јунак со водата. Така да воопшто тие елементи вода, воздух, оган или земја сакам да се присутни во моите филмови. Пред све мислам дека филмот е визуална уметност. Не се базирам врз диалог, него ме интересира сликата, драмата, конфликтот, портретот на глумецот, очите на глумецот, да се извади таа психологија и пред све да се каже што е идејата на филмот. Филмот е навистина на скапа работа, треба да се внимава, треба со голема почит да се влезе во работата на филмот. Отито е голем амбасадор на една земја, али може би да направи и, ако е филмот лош, и антиреклама. Треба да внимаваме. Деца на сонцето ќе има светска премиера во Лондон на фестивалот на 25 септември. Каква иднина вие му предвидувате на филмот и на кои други фестивали тој ќе биде прикажан? Филмот, првата проекција на филмот беше на филмскиот фестивал во Кан. На маркетот. Апсолутно, на маркетот. И тука имавме навистина добра проекција. Сме многу задоволни и филмот беше откупен од американскиот дистрибутер. Ние подпишавме договор, американскиот продуцент ги зема обврските да ни помогне и околу фестивали, што сме многу среќни. Јас лично сум среќен затоа што филмот го правев, за разлика од моите претходни филмови, да не кажам по-комерцијално. Значи, он има психологија по-лесна, по-разбирлива. Така, по-лесен гледлив е за гледање филмот. Да. И кога влеговме во официјална конкуренција, нели, во Лондон,
навистина бев втрекана. И тој е голем фестивал, еден од најзначајните фестивали во светот, што сме во официјална конкуренција. Филмови ефтини приказни, нели, 2000 година, мислам, беше прикажан таму. Нели, го има тоа на фестивалот, патрониот фестивалот, се многу познати имиња од светот на филмот. Феј Данави, Алан Паркер. И што е многу важно да се напомене, да тој фестивал е поврзан со многу значајни фестивали ширум светот. Во Америка, во Европа, и ние сме сега, тоа е една мала тајна, дали смеам да кажам, сме примени на многу значајни фестивали во Америка. Навистина е голем успех за филмот и за Македонија, али не смееме во овој момент да ги објавиме, исто како што фестивалот во Лондон го објавивме на 3 септември. Значи, тогаш кога они официјално ќе објават и ние ќе објавиме. Али се работи за врвни светски фестивали. И оди полесно, значи, што филмот влезе на еден фестивал, автоматски он е повикуван и на многу други фестивали. Подготвувате веќе нешто ново? Па не е тајна дека со продуцентот Дејан Милошевски спремаме еден проект, историски, тоа е проектот за Цар Самуил, во кој веќе, нели, тука еден од, фактички главен сценариста е Венко Андоновски. Мило ми е што соработувам со него, се работи за навистина талентиран драматург, талентиран писател. Прекрасен е текстот. Малку се доработува, значи нон-стоп се доработува текстот и веќе имаме преддоговори подпишано со Србија и со Канада. Значи тоа ќе биде прва канадска-македонска копродукција. Јас, сакам да кажам дека во сите мои играни филмови до сега сум имал копродукција. Значи тоа се средство надвор. Така да и за Цар Самуил добивме големи средства од надвор. Сакам да напоменам дека се работи за голем проект. Проект кој бара големи припреми, терени, локации, плејада на глумци. Претежно, мислам дека скоро сите ќе бидат од Македонија и дека се завршат премиерите, фестивалите со Деца на сонцето и тогаш ќе почнеме да работиме на проектот Цар Самуил. Ние сме почнати, али ќе почнеме со полна парија, за да го почнеме некаде таму на пролет снимањето. Ви благодарам што бевте гостин во студиото на Република ТВ.